Ви благодариме за интересот. Сајбер одговорна организација е ефикасна рамка која ќе ви помогне да ја заштитите вашата организација од цела низа на најчести сајбер напади. Оваа рамка подразбира процес на самоевалуација од ваша страна во еден процес на пополнување прашалник. Во ова упатство ќе ви покажеме како оди целиот процес низ чекори. Најпрво треба да се регистрирате. Тука е потребно да внесите ваши податоци и лозинка која што ќе ја запамтите. Под тип на корисник одберете одговорно лице. Том ги пополните податоците, притиснете на полето Регистрирај се. А потоа треба да ја валидирате вашата нова корисничка сметка преку имејл порака која ќе ви стигне на вашата имејл адреса која што ја внесовте при пополнување на формата. Ја активиравме корисничката сметка и сега треба да се најавиме на системот. Селектирајте го од дроп-даун менито копчето Најави се. Внесете ги вашите податоци и штом кликнете на полето Најави се, системот ќе ве пренасочи на страната Работна околина. Тука ќе ги најдете сите работи потребни за да го комплетирате процесот за самоевалуација. Доколку некогаш се најдете на друг дел од страната, а сакате да се вратите на вашата работна околина, под менито Одговорно работење ќе најдете линк за истата. Секако, потребно е претходно да бидете најавени. Подолу ќе го пронајдете копчето за нов прашалник, каде што може да го започнете квизот. Ќе се отвори прашалникот кога го гледате на екранот. Потребно е да ги одговорите сите прашања точно и веродостојно. Одговорите ќе бидат проверени пред да биде издаден беџ за вашата организација. Бидејќи прашалникот се состои од повеќе прашања, имате можност за пополнување на истиот во повеќе наврати. Пополнете ги прашањата за кои ги знаете одговорите и притиснете Зачувај работна верзија. Со тоа ќе ги зачувате одговорите и можете да се вратите подоцна или друг ден за пополнување на останатите одговори. Сега кликнете Одјави се или вратете се на работната средина. Поминаа неколку дена. Ги добивте информациите кои ви беа потребни за пополнување на остатокот од прашалникот. Најпрво ќе се најавиме во системот. Во работната околина сега наместо нов прашалник погледнете ја табелата подолу. Кликнете на копчето за да го отворите прашалникот кој веќе го решавате. Како што можете да видите, прашалникот ги има зачувано одговорите кои ги внесовте претходно. Се надеваме дека кликнавте Зачувај работна верзија пред да го исклучите прашалникот. Противно, одговорите нема да ви бидат зачувани. Сега продолжете со одговарање на прашањата. Штом ги пополните сите, притиснете Поднеси извештај. Одлично, го поднесовте прашалникот и сега сте на чекор пред крајот. Преземете го прашалникот од линкот кој се отвори. Истиот ќе ви биде испратен на вашата имејл адреса која наведовте во извештајот. Документот е во PDF форма и сега е потребно да го потпише одговорно лице од вашата организација со дигитален сертификат. Конечно, испратете го на info@mkd-circ.mk. Прашалникот ќе биде прегледан од страна на вработените во Агенцијата за електронски комуникации. Доколку е се во ред, ќе ви биде испратен имејл со нотификација за издавање на беџ и инструкции како да го прикачите на вашата страна. Ви благодариме за времето.